Продолжуваме со информациите и темите кои што ги реализираме на терен. За денешната тема или на почеток на денешното петочно издание споменав дека го одбележуваме меѓународниот ден на Црвениот крст и црвената полумесечина. Утринска на Телма во сите изданија, поточно секогаш кога има можност, па и повод, зборуваме за различни активности од страна на Црвениот крст, но овој пат го одбележуваме меѓународниот ден. Марија ни е подготвена заедно со незината соговорничка. Марија, добро утро, поздрав до тебе и до Александра. Поздрав и до тебе, Ивана. Токму така, фокусот ќе го ставиме на денешниот ден, односно 8 мај, меѓународниот ден на Црвениот крст и црвената полумесечина. Со оглед на тоа дека станува збор за меѓународен ден, слободно може да кажеме дека е ден сушност кој е посветен на солидарноста и на хуманост. Какви се активности ќе се реализираат по повод овој ден и колку е всушност значењето на меѓународниот ден на Црвениот крст и црвената полумесечина? Во продолжение слушаме многу повеќе од мојата денешна гостинка Александра Валкановска од Црвениот крст. Добро утро и добро дојдовте во утринската. Добро утро, благодарам што сте денес тука заедно со нас на овој навистина значаен ден. Да, споменавте 8 мај, денот на Црвениот крст и црвената полумесечина, важен ден за нас во Црвениот крст тука во Македонија, меѓутоа и ширум светот во сите 191 држава национално друштво на Црвен крст кој што не има во федерацијата, така што навистина е голем ден за нас и сите наши волонтери, вработени, практиканти и сите оние што се дел од организацијата. Напоменав и ден посветен на хуманоста и на солидарноста, нели од голямо значење, со оглед на тоа дека се одбележува денот на Црвениот крст. Што всушност представува Црвениот крст? Колку е значајно самото тоа што постои Црвениот крст во светски рамки? Така, споменавте ден на хуманоста, на солидарноста, всушност оваа година тоа е мотото на денот. Хуманоста обединува. Па од тука и одговорот, односно колку е важна хуманоста, колку е важна солидарност, алтруизмот и сето она што значи основа и темел на нашата работа, колку се важни волонтерите, имајќи во предвид дека 2026 година е година на волонтерството, на волонтирањето во Црвениот крст. Така да овие темели, овие принципи и нашата мисија е всушност една движечка сила и за нас, меѓутоа и за сите наши волонтери. Тука сме во заедницата да помогнеме, да бидеме се присутни, да дадеме помош, поддршка, да бидеме служба на граѓаните во однос на нивните потреби, во однос на нивните барања, да бидеме во служба на мирнодопски услови, да немаме конфликти, да немаме природни катастрофи, тоа е она што го посакуваме, меѓутоа додека се случи, исто така да бидеме секогаш подготвени да излеземе во пресрет на сите оние потреби на нашите граѓани, па и пошироко затоа што сме тука, действуваме во нашата заедница и сме тука да бидеме близу до нашата заедница. Колку волонтери брои Црвениот крст на град Скопје или генерално Црвениот крст на Македонија? Ќе почнем од пошироката бројка, од поголемата бројка, за да видите колкава е всушност таа мрежа. Значи зборувам за 17 милиони волонтери на ниво на целиот свет. Тоа значи дека е една огромна бројка. Тоа се луѓе, хуманисти, волонтери кои што своето слободно време решиле да ги искористат во рамките на Црвениот крст. Кај нас во Македонија повеќе од 3000 волонтери кои што се активни во сите општински организации на Црвен крст. Црвениот крст е мрежа. Ние сме присутни тука во Скопје, меѓутоа и во сите градови низ Македонија, каде што всушност ги има и општинските организации на Црвениот крст. Така што станува збор за една голема мрежа и на организација, меѓутоа и на волонтери, и кои што действуваат во своите заедници на различни локации. Да, се мобилизираат доколку има потреба да бидат во некоја друга област, во некој друг регион, меѓутоа действуваат и локално во своите средини, што е многу важно. И она што е уште поважно, волонтерството обединува секакви волонтери, повозрастни, помлади, од различна етничка припадност, од различна верска припадност. Тоа е нашата тенденција, волонтерството навистина да не обедини и нас во Црвениот крст, меѓутоа да покаже дека и општеството е обединето, затоа што сите сме различни, меѓутоа сепак потребите речиси и се истина на секој кога ќе се најде во нужда, односно во потреба. Еве велите волонтерството обединува, под тоа подразбираме дека за да се биде волонтер не пречи ни возраста, ни која нели односно самиот пол, нацијата и слично. Кажете ми всушност кој е процесот за оние кои што се заинтересирани да станат волонтери и да бидат дел од Црвениот крст, односно на тој начин да бидат хумани и да помагаат на луѓето? Кога нашиот основоположник, всушност во чија чести го славиме денешниот ден, Андри Динан, денот кога е роден, и Андри Динан, основоположник на Црвениот крст, тој имал една визија.
Имал визија за една организација која што ќе биде се присутна и ќе се помага и ќе се дава поддршка, тогаш можеби во поинакви услови, онака како што било пред повеќе од 160 години. Меѓутоа, денес визијата на Црвениот крст и мисијата на Црвениот крст уште се темели на тие принципи и на неговите идеи, тогаш храбри за тоа време и многу смели во однос на неговите размислувања. Така што волонтер, како што и тој бил, може да биде речиси и секое лице без разлика на возраста, без разлика на структурата. Секој од нас има одредени предзнања, компетенции, вештини, нешто што го поседува внатрешно кој што може да го искористи како волонтер. Секогаш ги поттикнуваме да се активни, да учат, да обврзуваме многу тренинзи, едукации, тој процес на учење соопфатно е секогаш присутен, за да биде тука кога е потребно и да дадат поддршка онаква како што треба, односно адекватна. Тоа е нешто што секогаш се трудиме да им го кажеме и да ги мотивираме дека волонтер во Црвен крст може да биде секој. Од најмладите уште во училишна возраст, па се до највозрасните, односно лицата во трето доба. Тие утрово беа тука присутни, отидоа на една убава екскурзија денес. Почнаа како корисници, за да низ годините станат тие волонтери да помагаат на нивните рандеви категории, да помагаат во пунктот за бездомници, на лица со посебни пороби. Така што еден убав процес во кој што и процес се зрее, се учи и се станува една подобра личност. Еве екскурзијата која што ја напоменавте за лицата од трета доба, всушност самата екскурзија е дел од оние активности кои што се спроведуваат по повод овој ден. Кои се останатите активности, односно како ќе се одбележи меѓународниот ден на Црвениот крст? Денот се организира повеќе во делот на промотивните настани. Благодарност еве што на овој начин правиме промоција на Црвениот крст на активностите. Младите се присутни на социјалните мрежи, тие снимаат многу интересни видеа со мотивирачки пораки зошто тие волонтираат. Убаво е да се следи нечи вистински пример, да не зборуваме нели само теоретски, туку практиката да зборува што всушност значи волонтерството. Така што еве огромна благодарност до младите што се тие што ја поттикнуваат и ја предложуваат хуманата мисија. Да, денес имаме еден убав еколошки настан каде што се приклучува волонтерите на Црвениот крст и Црвениот крст. Тоа е нели оној викенд за чистење на кејот на реката Вардар и викенд за чистење на кејот на реката Лепенец, така што денеска се тамо присутни, ќе биде дел од таа голема маса луѓе и екологијата е многу важен дел и подигнувањето на јавната свест е многу важен дел и сакаме да ја поттикнеме, да ја поддржиме како дел од нашето волонтерско искуство. Еве, старите лица ги споменав, утрово отидоа на една убава посета, заедничко дружење во манастир во Крива Паланка и посета на дневните центри таму. Значи, убава една размена, убава една енергија. Имаме многу други активности кои што текот на денот го диктираат. Ние сме активни денес и во пунктот за бездомници, во крводарителство и социјалните сервиси, здравствените едукации, превентивата, така да денот ја носи динамиката, а динамиката во Црвениот крст е секогаш на многу високо ниво. Благодарам многу што имавме можност да разговараме со вас сутринава и на овој начин достојно да го одбележиме самиот ден. Благодарам што сте тука заедно со нас и дозволете уште еднаш да го честитам денот на сите нас кои што сме дел од Црвениот крст со посебен акцент на волонтерите. Столбот, силата на организацијата, двигател на сите промени и некој кој што е навистина многу важен во рамките на движењето на Црвениот крст. Благодарам уште еднаш многу. Се надевам дека сите информации беа добро дојдени за нашите гледачи. Пред самиот крај се разбира дека јас ќе го честитам овој ден на сите лица од Црвениот крст, особено на волонтерите кои што навистина прават значајна промена во нашето општество. Дека им е честит денот се разбира и овде од студиото и кога зборуваме за волонтерите и волонтерството, навистина за поголем дел настани и случувања кај нас можеме да се пофалиме со тоа што барем младите сакаат да волонтираат, но секогаш е добро да ги спратиме апелот дека треба да имаме што поголем број на млади кои што ќе учествуваат во различни акции.